Првата фаза студија за оправданост за консолидација на земјиште во Спанчево е завршена. Во тек е втората фаза од проектот воведување на национална програма за консолидација на земјиште Mainland, планирање на распределбата на земјоделското земјиште и дизајнирање на потребната земјоделска инфраструктура во Спанчево. Во оваа фаза ќе се спроведат голем број теренски активности, уредени со закон, како што се проценка на вредноста на земјиштето, проектирање на земјоделската инфраструктура и најважното, подготовка на нов план за распределба на земјишните парцели преку постојани и непосредни средби со собствениците и корисниците на земјиштето. Активностите од оваа фаза од консолидацијата во Спанчево ги спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со подршка на овластената геодетска компанија Цветковски консалтинг со тим на геодети, агрономи, градежни инженери, архитекти и проценители под раководство на ФАО. Целта на проектот е да започне консолидацијата во Македонија со цел да се решат постоечки предизвици во земјоделството кои што постојат, како што се расцепканоста на земјиштето, нивната раздалеченост и важно да се напомене и инфраструктурата. Консолидацијата што подразбира во кратки црти, консолидацијата подразбира укрупнување на постоечкото земјиште на земјоделците, групирање на едно или на две места, но е многу важно да се напомене дека истото е проследено со инвестиции во инфраструктурата. Така што во новата состојба се предвидени и инвестиции конкретно во Кочанскиот регион, во каналите за одвод и во пристапните патишта. Сето тоа ќе придонесе за подобрување на производството, намалување на производствените трошоци и генерално за развојот на земјоделството. Консолидација на земјоделското земјиште е државна политика за подобрување на неповолната структура на земјоделското земјиште преку окрупнување на раситнетите парцели, за која надлежно е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во овој регион имаше изработено 4 студии на изводливост: Спанчево, Соколарци, Чифлик и Чешиново. Моментално се наоѓаме во втората фаза на проектите во Спанчево и Соколарци, кои што заедно со избраните оператори се надеваме успешно ќе ја поминат втората фаза и на тој начин ќе придонесеме за развој на овој крај, односно за подобрување на структурата на површините во подрачјето во Спанчево и Соколарци. Самиот терен, самиот начин на производство во Кочани не тера и на овој проект да го изведеме како единствена мерка, единствен проект кој што ќе го излечи земјоделското производство, ќе значи излез од летаргичноста и расцепканоста, фрагментацијата на земјоделските парцели. Само да ви спомнам дека во рамките на хидромелиоративни системи има преку 100.000 катастарски парцели. Да се охрабрат земјоделските производители, да пристапат кон проектот и да не веруваат на скептичните изјави дека ќе им биде одземено земјиштето. Напротив, секој што ќе влезе во проектот ќе излезе не само што со иста вредност, ќе имаме своји проценители, а ние сме тука како Министерство за земјоделство да им бидеме нивна закрила во целата постапка. Овластената геодетска компанија Цветковски консалтинг го поддржува спроведувањето на теренските активности во фазата распределба на земјоделското земјиште во Соколарци и Спанчево. Можам да кажам дека овој проект, после проектот за изградба на системо на брегалница, значи за наводнување, е втор проект по тежина и по важност за ова подрачје. Значи, вакви проекти се одобруваат и спроведуваат еднаш во 50 години и мислам дека ова е шанса голема, а зависи само од земјоделците, овој проект да се спроведе и изведе со цел да се организира едно рационално, економично и одржливо земјоделско производство, конкретно во овој регион производство на ориз. Ја користам приликата уште еднашка, што помасовно да ги повикам собствениците на земјоделско земјиште во ватарот на село Спанчево на 6 декември во недела од 8 сабајле до 8 навечер да дојдат на тоа прво собрание кое што во
корона услови ќе биде налик на гласачки ден, да нема групирање, да дојдат да земат свое учество, да го поддржат тоа собрание, бидејќи со тоа собрание навлегуваме во суштината на консолидацијата. Значи, првото собрание не значи, тоа го кажуваме често со одејки по луѓето, информирајќи ги за консолидацијата, првото собрание не значи согласност, него значи овозможување на стручните тимови да навлезат во суштината на консолидацијата, односно да се врши проценка, геодетски снимања и така натаму. После првото собрание, суштински за земјоделците ништо не се менува. Значи секој си ја задржува својата парцела. Постапката е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се имплементира од страна на Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО со финансиска поддршка од Европската унија.